драги ученици, наши полуматуранти. Поминаа 9 години од како започна вашето школување во нашето училиште. Тоа беше ваш, но и наш пат полн со предизвици. Поминавте низ многу препреки, но вешто со наша помош успеавте да ги надминете. Во нашето училиште совладавте првата буква. Го научивте сето она што наставниците несебично ви го даваат. Овој месец требаше да биде вашата полуматурска вечер, која заради новонастанатата ситуација нема да се одржи. Ви посакуваме многу успех во понатамошното школување. И се разбира, низ целиот ваш живот ние сме горди на вас, а вие бидете горди што бевте дел од тимот на најголемото училиште во нашиот град, училиштето Добре Јовановски. И како секоја година, и оваа генерација ги има првенецот на генерацијата, а тоа се Никола Бонески од 9 до 4 и Еди Семиновски од 9 до 3 одделени. На Никола и Еди си им посакуваме уште многу успеси и да продолжат достојно да се представуваат најпрво себе си, а потоа и нам кои бевне дел од нивното образование. Сите се сеќаваме на нашиот прв училишен ден. Се сеќаваме на ликото на станичката која милно не погледна. Се сеќаваме на нежност и допирот од нашите наставници кои секојдневно не подигнуваат да се справиме. Секојдневно со многу трпение ни го пренесуваа нивното знаење. Не научи дека треба да се справиме кога ни е тешко. Да издржиме кога нешто не изгледа невозможно. Ја научивме јазбуката. Вешто научивме да читаме и пишуваме. Да се почитуваме меѓу себе и нашите разлики. Да го славиме Великден, но и Бајрам. Да јадеме бајрамска баклава, но и великденски јајци. Ние сме генерацијата на одделинските наставници Наде, Анета, Олгица, Благоја, Марина, Катица и Даниела. Ви посакуваме да испратите уште многу генерации во добро здравје. И така, еден 1 септември, ние одеднаш пораснавме. Станавме 600 одделенци. Бевме поголеми од најмалите. А најмали од најголемите. Се сплотивме многу посилно од порано. Се здружувавме и против наставниците. Бунтовничкиот дух секојдневно се зајакнуваше и не напушташе. Го јакневме нашето знаење. И на надпревари се докажувавме. Вешто награди освојувам. Но со Едис и Никола не може. Битка биеја кој да биде први. На часот поликовно имавме повеќе боја на нас отколку на хартијата, а на самичката Маја беше инспирацијата. Математиката и бројките не беа наша јака страна, но наставничката Гордана немаше никаква мана. Географијата со Миле беше лесна, бидејќи ја пееше како песна. Доказ дека сме имале минато е нашата историја, а љубовта за историјата ни ја всади наставничката Емилија. Елена и Билјана беа класни раководители на оваа генерација. За англиски има имагинација. Кога сите не кара и не веруваа во нас, Јуле по германски беше нашето рамо за плачење. На часот по македонски не беше лесно, падне секогаш со тестови писмени не фаќаше од тесно.
Проектите на наставничката Розе ќе ги потсеќаат и другите ученици по нас, дека сме ја сакале биологијата. За да се бидет на часот по физика беше радост, а затоа беше заслужен нашиот Емил кој не познаваше старост. Хемијата ја учевме само 2 години, ама наставничката како да ја познававме 100 години. Музиката на часот е заложен наставникот Гоце, со која музиката ја учиме Кроца. Наставникот Златко ведно се нас работеше и со колерите се гордееше. Драги наши наставници, од срце ви благодариме за вашата трпеливост, посветеност и истреност да го совладаме сето она што беше предвидено во програмите. Иако на краја завршуваме како ковид генерација, вие секогаш ќе видите нашата инспирација. И посакуваме да пречекуваат за испаѓајќи уште многу генерации, но секогаш се кевајте се на нас. Звончето најавува уште еден школски ден. Часот прв започнува, наставничке добар ден. Азбука и броеви овде учиме. На оценки заслужени се радуваме. Училиште наше најмило едно си на свет. Заедно тука ние учиме и другаруваме. Училиште за нас најдраго, наша гордост си. Пеме химна за патронот наш, за добре јованости. Училиште наше најмило, едно си на свет. Заедно тука ние учиме и другаруваме. Училиште за нас најдраго, наша гордост си. Пеме химна за патронот наш, за добре јованости. Пеме химна за патронот наш, за добре јованости.